Збирки и поезија, Несоница, Трепет, Драсканици во срцето, потоа збирки и раскази, како што се Ненапишан закон и Добриот војник и други раскази, потоа повторно збирка поезии, тоа се насловени како Немир во душата и Елегија за Виолета Д. И на крајот еден роман насловен како Непростено. Сите овие 8 книги, дела кои што сега ги набројав, почитувани гледачи, напишани се само од еден автор. А тој автор е мој вечерашен гостин и станува збор за господинот Лупче Даниловски. Добро вечер, Лупче, и добро ни дојдовте. Добро вечер и на вас и на вашите почитувани гледачи. Добро ве најдовме. Така, еве, пред да почнеме да зборуваме, нели, за вашето творештво, јас би сакала да прочитам една песна од вашата поетска збирка Немир во душата. Тоа ќе биде првата песна, Апатија, насловена како Апатија. Небото со денови плаче, цеди некој ситен дожд, се е некако штуро и пусто, празно, мачно, монотоно. Луѓето влегле во апатија, без мерак, волја и надеж, за било што да сторат. Од времето ли е тоа? Од бескрајната криза, од вечните реформи или од ним сами? Ете, така им дошло. Дај барем секвенци да има, да се осветлат барем за миг. И громови безброј нека удрат, од ова да не разбудат, да не размрдат и да не освестат. Како што споменав, ова е, нели, насловена како Апатија, и тој немир ќе кажам, кој што немир во душата го чувствуваме во овие времиња, невремиња, го чувствуваме скоро, секој човек ги чувствува. Во право ли сум, Лупче? Во право сте, иако пишувам на повеќе теми, меѓутоа повеќе ме инспирира да пренесам некоја порака. Од минатото ме инспирираат некои сеќавања, а од сегашноста трагите или драсканиците во срцето. Так. Еве, вие по професија сте сосем нешто друго, нема никаква поврзаност со пишувањето, но не ви е пречка да пишувате и да напишете дури 8 дела. Кога почнавте да пишувате и кое ви беше прво дело? Релативно касно почнав да пишувам. По професија сум дипломиран земјоделски инженер агроном, работен во Агенција за поттикнување и развој на земјоделството. Па ја користам оваа прилика да ги поздравам пред се сите земјоделци, а потоа и другите колеги агрономи. Од секогаш сум сакал да читам. Имам прочитано доста книги, колку ми дозволувало времето. Имам и една огромна библиотека дома, а почнав да пишувам пред околу 3 години и тоа сосем случајно. Така, читајќи една книга со поезија, напишав една песничка. Ќерка ми беше тука, Ана, и вика, тато, добра е песнава, пушти ја на социјалниве мрежи. После неколку дена почна да ми бараат уште, а тој трепетот што постои и она што сака човек да го искаже, постоеше во мене. И така се собраа доволно песни за да излезе на виделина, да го види светлото на денот мојата прва збирка поезија, насловена како Трепет. И тоа не ни мислив да издавам, но благодарение на еден мој пријател, кого би искористил прилика и него да го поздравам, Сашо Дуковски, професор.
ги зеде песните, ја скоцка книгата, Ја виде ја светлината виде на денот. светлината на денот. Так. Ајде да преговориме првен за книгите со поезија, нели што се. Бидејќи тие ви се и најбројни, како што нели ги набројував јас во најавата, значи чинам дека се околу 4 или 5. 5 книги има со поезија. Так. Колку вкупно се тоа песни, дали знаете, и што ви беше инспирацијата за тие песни да ги пишувате? Па тие 5 книги содржат околу 500 песни, претежно така оди по 100 песни во една книга. Од прилика, инспирацијата е секојдневна. Така. Како што кажав, чувствата од минатото, сегашната ерозија, немир во душата, сегашната ерозија, Так. Несоницата која што често ја имаме сите. Сето тоа насекаде постои инспирација, револтот, имам доста песни што и самиот дури треба да се подсетам, како Уплашен град, како Апатија што ја прочитавте. Тоа. А додека една книга ја посветив лично на мојата сопруга, покојна, Елегија за Виолета, да, тука се веќе малку елегични песни. Се уште пишувам поезија, иако... Така. А како пишувате? Дали спонтано, како ќе ви дојде, или со план, така да кажеме, размислувате? Поезијата не ја пишувам со план. Може во една ден да напишам, дори да се случи 2-3 песни, некогаш 4, а може и 2-3 недели да не напишам ништо, да не ми дојде инспирација, или да не ми револтира нешто, или да немам некоја идеја. Тоа, верувам, никој не може да напише поезија со план. Сега да рече, ќе седнам и ќе пишувам песни. Така, значи се си оди спонтано. Спомнавме дека имате и збирки раскази. Тоа се 2, така беа? 2 збирки раскази. Ненапишан закон и Добриот војник и други раскази. Јесте овие раскази како ги пишувавте? Дали паралелно и со поезијата или? Пишував паралелно со поезијата. Случајно сакав да се обидам да напишам и некоја, бидејќи прозата повеќе ме привлекува, да напишам, да почнам со раскази. Видов, имаше еден конкурс објавен за раскази, реков ќе седнам да напишам, ама тоа што го напишав беше приказна, бидејќи како и во секоја моја песна што содржи приказна и поента и има некоја цел и порака, така и овој расказ што беше Ненапишан закон, и доби првото место на конкурсот, па после повторно се сомнева во мене, викам, да не е ова случајно, па конкурирав и на анонимни конкурси, каде исто така последните години ги добив првото и второто место со 2 различни раскази и почнав да пишувам. Односно, да пренесувам приказните што ги имам слушано, да ги доближам до читателите, да останат како траен запис. Така, недовршен така закон, така беше, да? Ненапишан закон. Ненапишан закон, добро. Колку раскази содржи оваа книга раскази и зашто? Што ви беше инспирација и за нив се, да ги напишете? Што всушност, која е приказната за нив? Што ни раскажувате? Секој расказ е за себе, но меѓутоа главниот носечки расказ Ненапишан закон се работи за една малку, можеби погруба и посурова тема, крвната освета, бидејќи се случува несакано убиство
И по ненапишаниот закон, што го носи тоа, не сакат да се помират скараните страни, мора да се врати одмаздата. Тоа е по законот на порано што постоел на Дукадини. И кој што и денеска чинам па и денеска постои. Може да се случи, да. И действието се одвива околу извршувањето на прво на патењето на фамилијата што го изгубила членот, потоа обидот да се помират закараните страни и на крај, бидејќи тоа не успеа, има неколку начини да се помират по тој закон, само да не одземаме многу време да ги објаснуваме сите, и на крај начинот на осветата. Иако се сокрила, сепак ништо не останува сокриено, некогаш се најдува, секогаш се најдува нешто. А другата книга Раскази ви е насловена како Добриот војник и други раскази. Па ајде и за оваа книга кажете ни нешто. Колку раскази содржи, кој е тој добар војник, на кого, кој ви беше можеби инспирација некоја? Добриот војник е, повторно ќе се обратам за носечкиот расказ. Добриот војник се работи за действие околу Втората светска војна, баш во нашиот крај, каде што се судрувале, каде што била границата помеѓу италијанските и бугарските администратори, така да ги речеме. На местото постои една воденица и тука биле стационирани италијанските војници. Меѓутоа населението не со нив соработувало. Правеле размена, едни ќе им однесат домашни производи, обично селаните тука, другите тие ќе им дадат претежно макарони, што имале, и немале некои конфликти. Меѓутоа постоеле имале проблем селаните од балистичките банди што напаѓале и ограбувале низ селата. И затоа и ден денес постојат темелите од таа воденица и секој може да ги види. Моментално се сместени до еден ресторан, да не испадне реклама, нема да го кажам неговото име. И тоа ми беше мотивот, дека не сите окупатори, не сите завојувачи се дојдени по нивна волја и по нивна желба за да прават лошо на народот. Така, значи, сите овие ваши книги, поготово овие раскази, што се всушност се темелат на вистинските приказни, што еве кажавте, нели, за Добриот војник. Значи, всушност тоа и постоеле такви добри војници, нели, кои што, како што велите, со сила биле втурнати во војна. Исто така, еве, дојде редот и за мојот омилен жан, а тоа е за романите. Обожавам да ги читам. И тоа е романот Непростено. Па се пред да проговориме за Непростено, јас би сакала исто така да прочитам делот што е врежано, мислам, запишано во вашиот роман, за самиот роман. Да. Непростено од Лупче Даниловски е длабоко емотивен роман за болката, вината и надежта. Ова е приказна што ќе ве допре до срце, ќе ве натера да се преиспитате и ќе ве остави без див. Долго откако ќе ја затворите последната страница. Непростено е полубиографска книга во која се раскажува вистинската приказна на еден маж чиј живот е исполнет со болни избори, загуби и одмазда. Преку сведоштво на Данил, читателот ќе се запознае со силата на семејните врски и трагедиите што се пренесуваат низ генерациите.
Откако ќе се сретне со својата темна историја, Даниел ги открива тајните што го прогонуваат, вклучувајќи ја и својата тажна одмазда по смртта на синот. Книга која ги испитува границите на моралот и човековите чувства, која покажува дека секоја акција има своја цена. Што е вистина? Што значи правдата кога е покриена со крв? И што се случува кога човекот се соочува со своите најдлабоки гревови? Непростено е книга која го истражува животот во својата најчиста, но и најмрачна форма. И велите, прочитајте ако сте подготвени да се соочите со вистината без филтри. И да, јас ја прочитав, Лупче во еден здив и навистина останав без коментар за овој ваш роман. Значи, тој пред една година нам беше објавен. Да, се објави во мај, за кога беше сајмот на книга. Так. Не цела година. А кога почнавте да го пишувате Непростено? Па Непростено ми беше напишан пред можеби 2-3 години, али во главата. На хартија, се вели на хартија, се пишуваме на компјутер пред 3-4 месеци пред да толку ми беше потребно за да го напишам за да дојде до издавање. Така. Овој се изненадивте ли кога нели беше изложена на сајмот на книги? Се изненадивте ли што беше прогласена за најбаран роман? Па да ви кажам искрено, се изненадив, а не ни мислев да одам со издавачка куќа, бидејќи подруго издавањето со издавачка куќа, а подруго е со преку конкурси или со сите мои книги до сега 7 беа преку едната издадена самостојно, другата преку Дата Песнопој со по околу 100 примероци кои ги поклонував на пријатели. Меѓутоа, од кога моите двајца лектори, да речем, мојата ќерка и мојата пријателка го прочитаа романот во ракопис, рекоа дека заслужува да се објави преку издавачка куќа за да биде достапен до поголем број на читатели. Слушајќи го нивното мислење, се договорив со издавачката куќа Збор, иако е сега малку тешко да стапиш во преговори со издавачки куќи, имат издавачка куќа Збор го издаде, Стаса да го издаде до сајмот и навистина можеби од една страна се изненадив ради непознат автор на пошироката јавност да има толку голема побарувачка за романот. Меѓутоа, од друга страна не се изненадив, бидејќи го знаев и квалитетот на романот, без многу историски факти, без многу заобиколување, само чистата сирова вистина ја опиша во приказната. Затоа и велите дека е тој и полубиографски роман, односно книга. Па појаснете ни, зошто е полубиографски? Полубиографски, затоа што се работи за мојата фамилија, за моите предци. Моите предци се околу 1800 и некоја година преселени од Албанија во мојот сега роден крај, тукаше останато. Тие се оттаму повторно избегани поради крвна одмазда. И романот го следи дејствието, бидејќи ние сме биле оштетената страна. Мојот прадедо, еден од моите двајца прадедовци бил така без потреба настрадан. Неговите браќа сакале да извршат одмазда, меѓутоа нивниот татко не им дозволувал, бидејќи не сакал тој да ги
волкаат рацете со крв и да им биде чиста совеста. И затоа тој ја презема без да знаат тие одговорноста на нив. Друго, како се снајдуваат тука, како починуваат со работа, како им почнува новиот живот. Све кратко, без многу објаснувања, без многу историски факти. Така. Да, тоа еве јас исто ви кажав дека го прочитав нели вашиот роман и стварно многу ми се допадна. Всушност тоа и таа голата вистина, така да кажеме, нели за една минута и животот се менува дали на подобро или на полошо. Во овој случај нели во непростено на вистина животот им се менува на цела фамилија, односно на цело село. Да. Што мораат нели фактички изгаснува и животот нели таму после тоа. Ќе оставиме гледачите да го набават овој роман и да прочитаат за што точно станува збор. А јас кога се слушнавме нели кога ви кажав дека го прочитав и дека многу ми се допадна и би ве прашала сега дали сте размислувале да овој роман да се преточи во филм. Затоа што навистина приказната во него е создадена за да може да се направи или документарен филм или еве игран филм. Дали сте размислувале да ја го понудите на некого така да се направи? Па лично би сакал да се направи дали документарен, дали игран филм и мислам дека има добра содржина. Меѓутоа самостојно како автор не можам јас тоа да го направам. Доколку на некој му се допадне од таа бранша, слободно може да ја преземе да соработувате. Да соработувам, да ја преземе таа работа. Така. Исто така за вашите дела, за сите 8 дела, добра, ајде сега непростено скажавме дека нели на саемот беше најпродаван. Од издавачката куќа збор меѓу најпродаваните. Да, но и за другиве книги имате доста награди добиено. Па може ли да и признанија секако да ни наброите? Ако почнам да ги набројувам, ќе ни одземе многу време. Така. За книгите поезија и проза, тие 6 што ми се издадени преку Дата Песнопо и имам награди Пелистерски ракувања и Душата на чаршијата. Прва и втора награда од Сдруженијето на жени за расказите, кои нема да ги напоменувам сега. Имам добиено од фондацијата Такец награда по една годината и да не речеме en куп зафалници, благодарници, први, втори места. Сепак не можам ни да ги допамтам сите. Имам една папка која постојано се полним, иако сега почнав поретко да учествувам на поетски конкурси, зависно од времето. Да, ма јас може да потврдам дека вие сте нели член на Сдруженијето од Кичево, нели што е на писатели поети и често пати ве гледаме на нивните манифестации каде што нели има поетски читања. Да, член сум на Сдруженијето Китка од Кичево, која го води почитуваната Оливера Ширговска, тука членуваат и Алексо Тришовски и многу други, тој сестран уметник. Се дружиме, учествуваме на заеднички манифестации, организираме заеднички манифестации. Посебно ме радува и тоа ни е цел што повеќе млади луѓе да привлечеме во нашето здружение и да ги мотивираме да пишуваат. А верувајте дека има многу квалитетни млади луѓе кои пишуваат, а едноставно им е, како да кажам, срам да ги објават или се во недоумица да го споделат тоа. Да. А всушност тоа ни е и основната цел на Сдруженијето. Така.
Еве, спомнавте дека подготвувате и друг роман, пишувате друг роман. Па, ајде, нешто повеќе да ни кажете, до каде е? Колку време ќе треба да чекаме да го издадете? Да, ви спомнав дека пишувам и друг роман, ама всушност тој нема да биде друг роман, ќе биде трет роман. Бидејќи мојот втор роман, насловен како со наслов Кузман, насловен главниот лик по името на мојот внук, е веќе во процедура и даден на печатење и потпишан договорот за исто така со издавачката куќа Збор за прво тој роман да го види светлото на денот, а мојот трет роман се надевам до нова година ќе го завршам со пишување, па ако успееме да го извадиме за саемот до година во мај, што ќе се одржува саемот на книги, добро, ако не, кога ќе стигне тогаш, што ти пишувањето е, како што кажавме преска, не може сега да мислиш, сега ќе седнам, ќе пишувам. Така. Треба ти дојде инспирација, треба ти дојде волја, треба сакаш да пишуваш, да имаш време, бидејќи покрај пишувањето имам основна работа на која се посветувам. Така. Ќе ни откриете ли нешто барем од Кузман? Која тема е? Кузман би рекол претежно е роман за млади. Се работи за главниот лик дете Кузман, кој живее со дедо му, татко му, мајка му во едно исто планинско село, бидејќи сите мои, барем овие три романи се ги пишувам во околу 1800-1900, 18-19 век, бидејќи сакам тие приказни од тој дел кои се некои вистините, некои полувистините да останат запишани. Со дедо му како го учи да лови риби во реката, па наминување оди во град кај Стрикому и Кузман му поставува прашање: дедо, зошто одиме по заобиколниот пат горе преку планините, наместо да одиме право по полскиот пат каде што се стигнува? Дедо му објаснува дека ако замина тука, тоа е турско село, некои од нашите православни што се потурчиле, некои што се доселиле, поради што избегале тие што не сакаат да се потурчат, меѓу нив биле и тие, викат, останува потоа Кузма во градот кај Стрикому, другата ден решава да се врати назад сам. Меѓутоа го фаќаат децата, што и било вистина, го натепуваат, му ги земаат тие панталоните што му ги сошил Стрикому, да не одбиваме. И во Кузман, иако млад, се враќа дома. Во него гори желба да се освести, да им врати. А при одењето дедо му кажал, оние ниви беа наши, кога не избркаа, ни ги зедо. Кузман на вечер решава и го гори, ги запалува без никој да го види тие нивите со зрело жито и повторно се враќа дома. Селаните се збираат, гледаат долу, гори, што гори. И Кузман излегува, гледа, гори, што гори, вика, самиот во себе зборува, шамарите гора, дедо, чотегот гори што му го дале. Меѓутоа, иако млад, го јади совеста тоа што го направил, дека не е убаво, не е добро да се прави така. Немал кому да каже, па му кажува на дедо му ја открива тајната и толку би завршил. Друго, кога ќе излезе, сепак е малку пократок роман. Так.
Како ги пишувате романиве? Дали тоа ви се посеќавања што ви кажувале вашите дедовци, баби, или имате некои податоци од негде кај извлекувате? Податоци извлекувам, претежно од историски книги, меѓутоа не ги оптоварувам романите ни со години, ни со временски периоди. Бидејќи и мојата служба е посета на обично рурални села кои се претежно останати повеќе стари луѓе, па и покрај службената работа ќе слушнеш некоја приказна, со душа чека некој да им појде во разговори со нив. Секој човек е со роман сам за себе. Па комбинирам нешто, али све се базирани на кажување, ништо не е, да речеме, да измислам во мојата глава. Така. Значи се е реално, се е вистинито, што го забележувате. За крај, Лупче, ќе ве прашам, значи, сте пишувате поезија, пишувате проза, пишувате и романи. Што милувате повеќе да пишувате? Што повеќе ви лежи така? Па јас сакам повеќе да пишувам проза. Сакам да ги забележам настаните, да останат запишани некаде. Не може би некои идни генерации ќе прочитаат како било, шо било. А исто така паралелно пишувам и поезија, и да ви кажам право, поезијата ми служи како издвоен вентил, некако ме одмара. За кратко време, кога ќе ми дојде составувам песна, ја забележувам или... Меѓутоа сум посветен повеќе на романите. Еве за сега трет, дали ќе продолжам да пишувам на пак за повторно за тој период, или ќе го сменам да напишам некој реален роман, мада за тоа имат инспирација еден куп доволно да се погледа еден ТВ дневник или да се отвори некоја страница, све приказни. А третиот роман веќе го пишувате? Да, третиот роман е веќе 30 до 40% завршен. Со пишување, кога ќе го завршам, и самиот не знам. Лупче, ви благодарам што ми бевте гостин во телевизија Сонце искуски думи. И благодарам што допатувавте покрај работните обврски, допатувавте од Кичево и дојдовте тука кај нас. Вие по природа сте некако тивок, скромен човек, сепак со пишувањето на 8 дела покажавте дека и тоа како сте доста талентиран, кој што може да пишува и проза, и поезија, и романи. Така да ви посакувам уште многу книги подпишани од вас, без разлика дали станува збор за поезија или проза. И се гледаме следниот пат, повторно да ми бидете гостин во емисијата Исконски думи, да го представиме третиот роман. Благодарам пред се вас на поканата и ги поздравувам вашите ценети гледачи. Ми беше задоволство што гостувам во една телевизија како што се вика ТВ Сонце. Се надевам и сонцето ќе не огрее и нас една ден. Со задоволство ќе ви бидам гостин кога ќе ме поканите. Уште еднаш ви благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше разговорот со Лупче Даниловски, човек кој што така како да кажеме во сенка, ама напиша 8 дела, македонски дела, кои што секако дека се и тоа како солидна бројка за еден, така да кажеме, аматер автор. Па доколку, ви се допадна разговорот, доколку ви се допаднат за тоа што зборувавме за сите книги кои што му се и поезија и проза, и за романот, можете секако да си ги набавите овие книги, особено нели за романот Непростено, може во книжарниците така на збор. Така.
романот непростено може да го набава книжарниците збор, додека од другите книги, за жал, немам примерот, се ги поклони во размислување со една сублимација од ненапишан закон и добриот војник да издадеме побарање на читателите на реиздание за да биде подостапен на повеќе читатели. Ете, си каже и самиот автор, значи можете само непростено да го набавите доколку сакате, додека ве интересира што е напишано во него. И на крај ви посакувам да имате пријатна вечер и ве оставам со програмата на телевизија Сонце.